22 кутии, 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро вечер, банкару. $32,500 денари беше сумата со која што се отиде Евгенија во минатата емисија. За кутија вредна 65.000, беше прилично сигурна дека се кај неа парите, но просто не сакаше да ризикува и важно е дека си отиде задоволна. Драги наши гледачи, тоа беше среќата на нашата надпреварувачка минатата емисија, а вечерва нов надпреварувач се разбира и нова среќа. Ќе имаме ли шема, мајлија, поддршка, добра игра, добри соиграчи, се зависи нели од нашиот надпреварувач. А од вас е само на вас, што ви зависи од ништо, само добро расположение. Уживајте и гледате од новото издание на Сили нешто, почнуваме со изборот. Илија, кутија број 8. Испраќаме вечерва едниот Илијас. Во моментот ни доаѓа Илија Бешлиевски од Скопје со кутија број 8 од Скопје. Илија, ти вечер? Добар вечер. Добар ли си? Добар, малце. Малце што? Позитивна трема. Не ти верувам, нема шанси. Која позитивна, непозитивна трема толку беше опуштен позади, зашто са не би бил? Овака е подруга, ма ќе се снајдеме. Ќе се снајдеш, во ред. Илија, ти значи ли нешто сумката? Па ништо посебно. Ништо посебно. Онака што се вика, имам некои своји два броја што се вика. Пред да дојам на емисија со помалиот син во Германија, со него се слушнав и ми кажа еден број, вика... Тој да го чуваш? Да. Добро, значи тоа само тие два броја се во игра. Вака немаш никоја друга, не знам, идеја? А па не знам, имам некој свој број, мојата дата на раѓање, месецот и денот. Така, ме ништо не запиша? Не запиша. Не планираш? Не, пошто лошо искуство имам. А запишуваше горе додека виш? Не. Добро. Снежана до мене запишуваше, пратеше... Значи, она и за тебе запишуваше? Ја дзиркав. Снежана дзиркај, дорека игра комшијава тука до тебе. Во ред. Или ова твоја осумка која што за сега не ти значи ништо, сега се надеваме дека на крајот на играта ќе си ја запаметиш како некоја стречна бројка, нели? Често споменуваме дека е тоа бројот на бесконечност, инфинити, па да видиме. Значи, она што е важно, Илија, дека никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, дека имаме суми од денар преку 35.000 до цел милион, дека играш како што ти сакаш и никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, затоа што за тоа се задолжени членови на дворешна комисија. Она што ни преостанува е Илија да игра како што мисли дека треба да игра, да отвора кутија кои што сака да ги отвори и да ја продаде кутијата со број 8 тогаш кога тој сака. Дали сме подготвени? Да. Прва рунда, 5 кутии за Илија од Скопје. Аплауз за почеток, силен, јасен, очигледно заслужен или од твоите колеги што толку ти аплодираат. Се надевам дека нема да останете само на аплауз, туку дека ќе ти помагаат. Повели, знаеш ли како ќе почнеш? Па и не знам, онака... Добро. Кај ќе ме фати таму? Ајде. За почеток комшиката Снежана. Интересно. Снежана, што воли статистиката? Може ли да се почне со твојата кутија? Нема правило. Јас баш гледав, значи све е различно. Отвори. Така да не знам што е, на вистина. Дај може да е нешто ниско. Сега ќе видиме, ајде. Браво. Ви вака, ако аплодирате, глава ќе не заболи. Јако де? Браво. Браво. 22, Ирена. Ирена, отвори кутијата. Брзо погодуење. Ако не прв, тогаш втор. 250, 100.000, 65.000. Заврши па ќе ми кажеш. Заврши па ќе зборуваме. Видов дека тука имаш нека комуникација со поддршката. Ај 2, Веселинка. Веселинка. Отвори кутијата. Добре.
21. Татјана. Татјана, отвори ја кутијата. Така е. За сега 3 сини и 1 милион. Ќе бидат ли 4 сини и 1 милион? Петка Зоран. И завршуваме со петката на Зоран. Отвори ја. 5000. Ниско црвено. 3 сини, ниско црвено милион. Да видам со кого си дојден, па ќе ни објасните што е приказната околу 22 ли беше таа? Да. Околу 22-ката. Ајде, добро вечер, за кого? Добро вечер, Снежана Бешлиевска, супруга на Илија. Колку време, Снежана? 30 години. 30. Зашто вака го кажа, Снежана? Ме молам на аплауз. Више на патен. Она као 30 години. Више брат и сестра. Важно е дека се 30 години, здраво. Добро вечер, јас сум Александар, син на Илија, роден на 22 мај. Роден на 22 мај. Е, сега вака, да. Тој кога го отвори милионот Ирена, се свртена кај вас, се насмеавте сите, покажавте нешто навака натака. Имаше ли муавет и план за 22-ката? Па немам. Немавте. Текнала. Рековме дека нема да се мешаме, Аха. самостојно ќе играе, сега он се одлучи за синот што е во странство, не за овој тука што... Ама дали? Тој број сака да го чува, овој да го отвори, видиш ли? Јас грешив, а мислев 16-22, помалете на 16 на 22. Да, ма Не, ама нонстоп вака ми грешите, Илија. Луѓе, дајте. Една више, готово, Ама не после брзајте, играш ама напред. зошто не запишувате? За тоа те прашава, бе, запиши си. Стави си ги пред тебе, гледаш сега, ако би си ги планираше 16 и 22 до крај, знаеш ли каква игра ќе имавме сега? ништо, можеш еднаш да... За жал не. Еве го ќе се јави веднаш насмеан сега, затоа што му дозволивме да ни дава понуда без милион, кој што беше, можеби, за чување. Не може би, тук требаше да биде чуван. Ајде, добра ти вечер, банкару. Голем поздрав се од секако до целото семејство, посебно до Илија. Фала исто. Погрешниот син го чува. Не е планирал двајцата да ги чува. И вистинскиот и погрешниот, ама ништо, он сгреши. Он е погрешен, не синот. Сега јас ќе, како Снежана што кажа за 30 години, ќе кажам 3000 денари. 3000 денари. Не важи. Понудата не важи, одиме веднаш на втората рунда. Значи, бројот на вториот син за сега го чуваме. Кој знае, може би таму е другата висока. Не Не да... го супругата, дали знае кога е роден ден. Кога е родена Снежана? Како не знам, 18 први 73. А точно ли е Снежана? Да. Точен, ајде, точен Кај одговор. смеам да сгрешам? Не смеш. Ама јас знам дека вие почнавте овде спремни да ми дојдете. Снежана, верувај ми. Значи, видоа дека ги прашувам и сите ги вежбаат датумите на деца, на сопруги и така натаму. Добро. Како и да е, луѓе, 3 кутии се надевам овој пат син. Или е повели. 11. Полека, вие реагирајте на време. За некои бројки немој да брзаш. Јас ми не отворија кутијата. Добро е. Кој број? Ајком Гоце 20. Ерај поред ти кажам. Само малку. Пошто од иста држава сме за тоа. Кој е државата? Драчево. Па, бога ми, Отрача држава е. Бај да ќе направиме нешто. Гоце отвори кутијата. Да видам што ќе направите. Не со среќа. Ајде да видиме што ќе направите. Еве што ќе направите. Аха, бего. 100.000. Ти Ништо. бушам гумите. Да си живи здрав. 250.000, 65-35 неко остана твоја игра. Пак ќе си дружиме, кажи. Тама работа. Ајде новиот Дарио. Дарио ли беше? Дарко. Или Дарко? Дарко.
Значи, отворивме и 100.000, ја бараме втората кутија, втората сума во кутијата број 1 кај Дарко Новио. Дарко, здраво. Здраво, Стави се. јас сум Дарко Максимовик, доаѓам од Долно Лисиче, вработен Каде? во Мако Маркет, производство за благо. Производство на што? За благо. Ау, Дарко, одма ми се пријадевла. Ау. А во Мако Маркет, кај Мики? Добро, супер. Дарко, имаш ли семејство? Да, сопруг и родител на 6-месечна керка. 6-месечна керка, како се вика? Тара. 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 Нека е здраве и жива. Дарко, отвори кутијата. Да видиме, Дарко, 10 денари. Добро е. За жал и во втора рунда отворивме една висока. Среќа 250.000 се надевам дека ќе останат во игра. Не изреагиравте ништо, Александар Снеже. Мислам за онаа бројка, за Јасмина, некој Гоце отвори. Не изреагиравте за таа бројка, ништо. Имате ли вие се откако седнавте некоја бројка за чување? Јас 65 би сакала Што? да освои. Да ги освои, минимум. Минимум. Ама мора да останат овие, полесно ќе не биде со нив, повели. Што сакаше да кажеш? А, добро. Она си кажа, а он има друг план. Ја имам ваков план. Ајде. Ја како и да е, без ништо си идам тука. Добро. Зашто? Што и да добијам, 1/4 иде за помалиот син Андреј, кој што е во Германија, Така. со неговата девојка. Добро. Поздрав голем. Добро. 1/4 иде за Александар Добро. и 1/4 за Снежана. Добро. А мојата четвртина ќе ја донирам за фамилиите на уставобранителите, како помош. Добро, браво. Ете, убава идеја. И ако јас мислам оно што е во Германија, треба тебе да ти така ли е, Снеже? Тој зошто отишол во Германија? Валјда ќе ме частат едно кафе. Ќе частат, сигурно. Добро. Илија, инаку обожаваш крстозборки и Судоку. Судоку. Од кога тоа? Одамна ли е тоа? Па одамна. Баш нам судоку нарочито ме релаксираше сега. Така. Со женава знаеме на театар комедија да си отидеме, на Така. концерти, Така. да пропешачиме. Баш убаво. Убаво. Друго, онака стандардно што се вика. Квизови велиш дека сакаш? Да, да, и ова ми е Кај си учествувал? на квиз на знаење пред 8 или 9 години. Што беше на Алфа телевизија, Ирена Спировска што го водеше. Добро, добро. тогаш Како се буквално викаше тој? Квиз на знаење. А така се викаше? Да, квиз на ама знаење. многу Да. стресено. Така, па сега. момент- И како помина? Со тој победникот бев изгубив и тоа за малце беше. Ама у моментот кога влегов, сакав да се избегам. Зошто? Па влегом кога демек јас сум следниот надпреварувач, а предходниот победникот останува. И влегов натре, седнав на едно столче вака, камери овака, кога ме фати една паника, викам што ти требаше бе Бешлиевски? И? Викам да си фатам патот. Предпоставам дека Ирена ти рекла колешка. Немаше Ајде се никој, дојда. 10 минути сам така седам. Викам што ми требаш? И? После среќа Ирена и она ме примета, ме вика малце си Така. уплаше, не малце ептен, се уплаше. Полека се олабавив. Така. И само на едно прашање се сеќавам за Лас Вегас, да ме кој град во пустина е. Така? И Во другото- Невада. Да, да. Другото бе пона Битно знаеше казината кај се. Што е важно нешто друго? Значи се знае Лас Вегас. Блокада тоталка имав. Во Невада се случува дефинитивно, посебно во тие квизови на знаење. Јас така кога знаеш ли дека сум водела квиз на знаење, навистина ти дури да знаеш, пази се, тебе тоа се секунди во прашање, тебе те оде вака наврват на јазикот, не ти текнува. Да. Не дека не го знаеш, Да, што да, го да. знам. Ама ги сакам јас тие квизови. Посебно енигма ми е во срцето. Еве. Да ја вратиме енигма. Па ќе почнам и, како се вика, и трета смена овде да работам. Да снимам преку ноќ енигма, преку денова. Банкару? Да, 100.000 отворивме. Леле, он вика 100.000 денари, ја готово да спуштам да кажам 100.000 денари. Ако не е лош. Не е лошо. Не е. Он сакаш да ми каже 100.000 денари ги немате, викам леле 100.000 ни даде понуда. 4.000 е понудата, за жал. Не важи. Понудата не важи. 20, 35, 65, 250.000, нека останат во игра 2, 4, дури 6 сини денар и 5 денари во игра сина рунда, инсистирам сега. Александар, Снеже, учествувате. Ајде, Павлина 17. Само малку, сакам да добијам
Амин од... Па не му се мешаме, нека игра како што мисли. Па не, ама имате право, ако нешто Па не, почувствува. не се мешам. Ајде, Павлина, отвори. Кој ќе заврши со играта? Кој ќе заврши тогаш? Добро е. Ајде, Јован, четворка. Јован, отвори кутијата. Среќа. Добро е, 5 динари. Уште една ваква. Илја, отвори го и Мартин. И Мартин отвори. Ти ко драчец ме зезна, се уште. Да се извадам Не те малку. слушам, ич. Се шалам. Симона, шеска. Симона, отвори кутијата. Со среќа. Значи, во секоја рунда по една висока. Во првата 1.000.000, во втората 100.000, во третава 250. Да. Денарот никако да го отвориме. Јас упорно ги прашував и твоите нешто да кажат, ама не кажува, така да тоа е тоа. Јас иле гледам дека ти си мене нешто познат, ама ти си работел на бензинска. На бензинска На да Мак Мак Петров. Петров. Каде? Во Чаерци имаме видено. Така? Да. Добро. Инаку 32 години сум во Мак Петров. Аха. А пред тоа имам работено во Грција, во Италија 6 месеци имам работено. Што работеше во Италија 6 месеци? Во Италија имам 16 града поминато. Со Луна парк, на фиеста, што е на фести, која е слава на град. Добро, знам што е феста, да, добро е, Да, мислам. и? И Луна парк на вечер си има билети. Прво ми беше... Тоа сега да речем, која ти беше, како стигна до таму? Па преку другарчиња. Добро, и? Не, кажи ми што правеше, продаваше билети. Да, прем доаѓаш, монтираш и навечер без билети дав. И за 6 месеци во 16 града Да. бевте. Да. И што се Сега, случи? например, од еден ден, 3 дена, например, колку е слава, еден друг град може 4 дена некад. А зависи колку им трае Да, фешта. пошто која е таа фешта има она. Фиеста. Да, фиеста да си. Да. Ај си. Па ја кажа фешта, ја кажа, јас те збуних. Да. Добро, или Тогаш ја? има Аха, докажи. миса на градот, она што сика пошто е слава на град. Има рок групи доаѓаат, Луна парк, баш не е забава што се вика, и екстра. Добро, беше интересно што се види. Интересно, секој град своја приказка. што Така, а има. зошто не остана подолго? Па се вратив на кратко, мислам на кратко, така Со ми беше- намера да бидеш на кратко. кратко. Па почнав во Мак Петров, па после се запознав со девојчево и останав тука. Во секој случај имало зошто. Да. Васи на Арслани, така? Да. Нека се живи Добро, здрави. така е. Понуда број 3. Нема да ни се допадне, ма мора да ја чуеме. Што да правиме? Банкару? Не сме кажале се што имаме, уште имаме закажување, чекај. Нешто фин стана од... Добро. Нема да ја намали понудата од 4.000. Многу бил фин. Абе, душичка. Но таква душа ретко кој има. Срце. Една шмајка раѓа таков. Кажи дали ваш. Не, да не го најдете. Понудата секако дека не важи, 3 рунди се одиграни и во сите 3 рековме дека отворивме по една висока и тука тоа многу не чини убави понуди, но 6 пати 35, ако се суми кој што остана до крајот, кој што едната е можеби во неговата осумка, се ќе биде поинаку. Но нешто што прво мора да направиме да одиграме 4-та сина рунда. Илија од Скопје, повели. Ајде, кажувате ја, знам више. Ајде, царе. Ајде, кажуваме, само извади раката од джеп. Добро, нема врска, кажу, ајде сега. Па, што знам. 12 кај вече. Ајде, нека играат. Зошто никога немаш отворено овде во долниот ред? Па не знам, така ми дојде. Случајно? Да. Или бегаше од некоја кутија тука? Па не знам,
Јас ја утнав у старт 22-ката и 16-ката од синовите да ги чувам и 16-ката ти е горе. 16-ката е таму, ама да одлучеше двете, сега милионото ќе више биде, тоа збориме. После, леле, викам, ама бидна ви. После свадбата, па ни тоа е. Билјана отвори кутијата. Не, извини, леле, се извинам, ма не та број 12. Не 13, тука не, ајде. Браво. Браво. Ајде, царе. Па 19. Илија број 19. Од Калда е Илија да е. Така е. Ајде Илија отвори кутијата. Се надевам името ќе игра. Браво. Александар, чекаме уште една ваква. Обиди се да го направиш Ајде. тоа. Што е добнав кај тебе? 15. Која? 15-ката горе. 15. Катерина, те молам, немој да ни ја расипуваш рундава. Добро му одина Александар, отвори кутијата. Еве го денарот. А од кога ги терам да се вклучат, Илија? Ама ја, Нели? планот ми беше неговиот роден ден и од помалиот син да ги чувам, 22 и 16. Готово се. И не знам, бидна више, готов џабе. Тапаните отида. Така е. После свадба рековме Да, тапани. да. Спомена со девојчево дека се запозна на таа кратка пауза кога се врати од Италија. Кај се запознавте, Снеже? На бензинска пумпа. Ама дали? Да. Ама дали? Ти работеше? Да, да, работа. Види го ти фраеров. А они Ама и рекламен јас материјал работам. дава некој и Ајде. така. Преку младенска работев на бензинска пумпа и тогаш се запознавме. Ме начека млад. Да, зелен, неискусен. Зелен, да. Колку имаше ти тогаш? Ја имав, колку ме бедуше? 28, Не, а она 26. имаш... 26, јас 21. Ти Да, 20 бе, ти? Една. Младичка си била. Добро, дали тоа беше љубов на прв поглед, затоа што тој, да не заборавиме, поради тебе, останал и не отишло, така ли? Така. Ајде. Беше доста хумористичен во тоа време. Снешка Нили се смешка беше мојот. Аха. Па на тој шарм ме Те шармира, сакаш да Да. кажеш. Добро. А сега не сум, а? не. Сега тоа... Дали слушнавте дека рече не? Зошто Снежи? Или после 30 години веќе ништо не ти е смешно? Кажете, молам. Се шегуваме и на своја сметка и на туѓа. Так, Колку можеме да си го леснеме се гледа тоа. секојдневието. Така е, драга. Кажи ми колку бевте заедно пред да се земете? Многу малку. Многу малку, Многу 3 малку. месеци, 4. Ама добро, доволно Да. за да... Онака експлозивна шега. Така е. Тоа било. Ти знаеш ли како постар сега дека тоа девојче е за тебе и дека не е за лажење? Поема немав. Него? Поема не. Па што се случи? Па не знам, ни трна, убаво ни беше. Што да се зизане, пошто подолги врски, па знаат онака више да разбиет. Монотонија да те лупа, не знам. Како и како. Ни трна и бидна шега. Па се роди Александар, па и до ден денес, Така, фала Богу, гледаме е дека не лош, сте јавно. сгрешиле. Да, Така е. да сме живи, здрави шегари. Така е. Сега ќе се поместиме, се надевам, од 4000 денари. Вика банкарот, не да сте поместени. Можеме само од думот да се поместиме од тебе. Не си ти поместен. Колку? 10.000, највисоката понуда за сега. Како? Кажи се, Нежа, да ја зима да ги Да добега. размисли веќе. Ја и така немам ништо, како ме части она, млата четвртина не. Многу ќе ни дадеш четвртина. Ајде, има... Шо викаш, ќе и дадам, па нека иде живот. Нека здисува. 10.000 ќе се мисли, Лилија? Не, идеме Понудата дале, не не. важи, така е. Ајде, луѓе, да ги откачиме оние 13 сини, значи 3 сини рунди, 3 сини суми, сини рунди, 3 сини суми, 20, 30, 500, 7.000, 10.000, 20, 35, упоубави се, овие 3 се на вистина, нека останат. Како ќе играме сега? Ајде, царе. Ајде, договарајте се. Па 10-ка. Ајде, со мајка ти договарете се. 10-ката може. 10-ка. Ивана, отвори кутијата.
Мојата. Не сака, што знаеше, што? Некако прошлата емисија висока ми сам отвори, така? Не, а? 30. Да. Да сме живи и здрави. Така е. Одиме со, се надевам следната да биде нешто сино. 13. Чистка, да. Отвори ја, Билјана. Со среќа. Добро, 20-35 се во игра, нека останат. Илија, уште една. Стефан, што мислиш, бе, другарче? Ти си јак на погаѓање, с цифри поѓаш. Не съм баш реалист. Не знам. Може би 35. Може. Аха. Преска рече 250 кај него, ама... Ама беа ке си мора. Ама ти си го збунила. Да. Бе, Симона. Се шалам, да сме живи. Предходната мисија има в 3000. Може би. Ајде, Стефан, со среќа нека, па што е тоа? Дефинитивно. Да. Што мислиш, дека имаш? 300. 300. Црвено е. Може би е во право, не смеам да кажам. Ама црвено е. Добро. Колку е црвено, кој ќе да знаеме? Послем реклами. Одиме со реклами. Така е. Илија Бешлиевски со кутија број 8 од Скопје, дојден со неговата супруга и еден од синовите, игра за 35.000 денари. Тој е цената висока која што остана во игра заедно со 20.000 денари и 35.000 денари кои што не треба да се во кутијата на Стефан со број 3. Реков дека е црвена, но колку дознаваме сега. Стефан отвори кутијата. Со среќа. Дај Боже со среќа. Дај Боже со среќа и дај Боже 7.000 денари. Важно е дека барем остана овие 35, овие 20.000, имаме ли некое мислење за осумката, која би ја чувале, одбивање на оваа понуда, значи играње до самиот крај и ако нели се игра до крај, ќе суди со тоа што е во осумката. Единствено што знаме е 16-ката на другото синче. Да. Овие три како останаа? 9, 7 и 18. Посебна женава е роден ден на 18-ти. Значи имаме уште една што ја чуваме не случајно. Да. Добро. Синовите приоритет имат. Так. А седумкава на Даниел, што е? Како остана? 7 месец, Па јас 20 7 месеца, 21.7 сум, ама... А викам синове да ги испочитам, ама ја отнав у старт. 20 единицата... Нешто сино беше, шо беше? Мала беше. Како? Понудак. Не, чекаме, не, разговараме сега. Да, извини. Разговараме. 21, кој рече 7? 7, да. 20 единицата што имаше? Мало. Ниско. Ниско, јас ја отворив ниско. Ниско. Седумката, значи, вие тоа месецот на раѓање, 16-ката е едно дете, 18-ката е Снеже, а 9-ка? Така. Да размислиме дали овие да ги чуваме или небитните. Ајде, размислувајте додека да го слушнам Банкаров. Ако не се тука, барем да ги сочуваме до крај. Банкару, од тебе бараме, не знам, убава понуда. Пак падна понудата, сега на 7.000 денари. Пак ништо. Катастрофа ни се случи. Но имаме и 20 и 35.000, дали ќе се зимаат овие, ќе се делат на 4, Многу се малку за 4 да ги дадеш. или ќе се оди до крај, зашто може уште помалку да бидат, не дај Боже. Комисијата нека одлучи. Ја одбиваме до крај, ќе одиме. Идеме до крај. Храбро до крај, понудата нема да важи. Ајде, не брзете сега вака. Рековме една осумка која што не има нешто важна, во која што има една од овие 5 кути, се надеваме оваа 35-ка, ама која нема кај него. Дајте да не ја стрефиме. Да не се врзуваме за датуми, за ова, туку гледа ги луѓево, па некако подразмисли. Ајде, Даниел сега. Плаво. Дај Боже. Даниел отворија кутијата. Браво. 9. Еве, сопругата вика 9-ка, да послушаме.
Светлана. Отвори ја. Абе, не се слуша жена, ма. 20.000. Ако ги немаш во твојата кутија, ги има Николчо или Мартин. За жал, ете и Светлана. 18. Мартин, отвори ја твојата кутија. Добро, 20 динари. Ситуацијата е интересна, значи 20.000 динари се навистина убава сума, беше највисоката, добивме еднаш понуда, така? Не добивме. Не добивме, 10.000 добивме највисока, така е. Сега ќе добиеме истата понуда, еднаш ја одбивме. Ќе добиеме истата понуда во моментов. Ако ја одбиеш 10.000 динари, па 20.000 е на половината, отприлика толку дава. Значи, ако ја одбиеш, си одиш тоа на што е преостанато. Погодив или може би сакаш поише да дадеш? 30. 30 прашува Илија. Нели нешто се просветлив математички? Одам. 10.000. Срам да ме. Ке го фалев ми 30 да даеш... Ништо. Не, ово ништо сега да го фали, немој гајле. Ма, он е огуглан, ма што ти е, на после толку години, ако се секираме кој што кажал, рекол. Така да он не се секира што ние зборуваме за него, а вие може да си одите со 10.000, дај Боже со 20.000 или со само 500 динари. Да има за еден ручек? Пошто 16-ката ми е и сега таму ако е големата... Ние си сме, имаме ручек. Секогаш имате ручек, се гледа тоа. Се гледа, си го чуваш. Чути. Јас со тоа егејци, братучетка втора запознав. Крв да давам, викам ја егејец, викам кој ќе давам по 2 печати удира, да ме ке егејец да даде нешто. Па од каде, што, како и... Се најдовте? Да, доктора Анета Петковска, што е една црцуза, втори братучети се најдам. Викам колко е мал светот. Така е. А на шала, знам, јас сакам да се шалам на своја сметка. Така, јасно. И браво што си крводарител. Да, секоја ти само чест. престанав од короната, се ми испадна срцеви проблеми. Додека си можел, си давал и кој може да дава. Јас сум една од тие. Еве, големиот син е крводарите стандардно дава и секоја чест. И малиот во Германија, сега не знам како. Аплауз за сите крводарители. Капка која што за некого значи живот. Е сега, што да правиме? Иди до крај што? Идам до крај. А што е тоа? Понудата од 10.000 динари. Одбиена. Си одиме со тоа што има во сумката. Нека отвори 16-ката, па ја после, може? Може. Браво! Браво! Отвори ја кутијата, фино кажа банкерот, погрешниот син го отвори. 20.000 е највисока. Со тоа што, значи највисока сума што воопшто сме имале во игра, немавме никако понуда. Знаете дека може, са нифим кажувам, ти знаеш, ама да ги подсетам. Овие 20.000 може да бидат удвоени. Тоа ќе бидат убави 40.000 динари и по 10.000 динари на 4 места ќе има. Што зборам јас глупости, какви 10.000? Да, ако се дупло на 4... Не, по 5.000. Нема, ако се дупло... Не, 20, така е, по 5.000 на 4 места се извинувам. 10. Таман ме пофали банкарот дека математиката се има ја упропасти. За 40.000 всушност сакав да кажам дека по 10.000. Добро, сега се сетив јас. Сакав да кажам, ако ги удвоите имате 40.000, четворица по 10.000 динари ќе биде сосема солидно. Но, ако не ризикувате, тогаш ќе имате 20, сега по 5.000. Дали би ја играле 23-ката АБВГД, половина бонус исто ништо или двојно? Па да не ја играме больше. Не ви се ризикува? Мора да го слушам него. Не прашувам. Снежа, ти си игра? Јас да ја игра. Снежа сака да ја играш. Значи, ниједна бројка немам замислено. Викам, ако освоиш до 20 игри... 23-ка? Да, 23-ка, повеќе не. Сега негово е да си одлучи. Значи, можеме да ги удвоиме на 40, дај Боже. Да биде исто,
да биде бонус, две варијанти ни се свиѓаат. Половина, ајде, ама само да не биде ништо. Сепак нема да играм. Има... Снежа се изнервирала. Мислам, не се изнервира, него криво е. Која би ја играле? Снеже, која би му рекла да ја отвори? Б. Која? Б. Ајде, оди да ја отвориш. О, имам... А ти за која си? За Тоши Андри, Александр ми се свиѓа. Ти си, ајде, ќе дојде тоа синот. Значи вака, а чекај, која ќе ја отвореше? А. Ајде првен тоа што отвори А, Александар, бидејќи вели дека би ја играл А. Отвори ја А, имаше бонус, а да видиме мајка ти што... Не, Б беше? Б рече така? Б, ајде. Ништо знае. Во овој случај добиевме плюс бонус, затоа што те прашав, нели ми кажа дека би се послушал себе си, а не Снеже, така што си одиме луѓе 20.000 денари, највисоката сума која што воопшто ја имавме во клубот. И треба да бидеме и задоволни. Да сме живи здрави. Така, Илија. За крај. Као прво да ги поздравам сите роднини, пријатели, колеги од работа и непријатели. Така? Имајте поќе среќа од мене, да сте ми живи и здрави. Убава дружба имаше, интересни муавети, интересна емисијата и вие сте супер. Не верував дека е така спонтано све. Али стварно прекрасно си помина. Како мислеше дека е неспонтано? Објасни ми сега. Па не знам, што знам. Читам по некој сценарио, нешто како што мислиш? Па не знам, не збуни се ти. Се шалам Значи јас. супер е све, мислам и екипа и Дружење и се. Да, и дружба и све. И не е толку стресно како на квиз која се знаеш, па да Така, се размислиш. договоривме тоа. Тоа е навистина затоа што Подруга е онака што се викам. така, секунди се во прашање треба да ти текне. Добро, Илија, ти благодарам што беше со нас ова вечер и што беше изминатите нели снимање заедно со нас, знам дека се забавувавте, па и со нас исто така не само со колегите. 20.000 денари симпатична сума на крајот на Идемо денот. на Марс, што вика. А зошто да не? Сопругата ќе добие, нека се части, како рековме, така ли е? Благодарност така исто до Александар и сега до Снежа, го поздравувам и Андри во Германија. Ето така. И Ангела да не се. И Ангела ќе поздравиме, мора да не. Ето нова аплауз за Илија, неговото семејство и за нашите гледачи кои што и оваа вечер се дружеа со нас до самиот крај и се надам дека и ова ќе биде една од оние емисии кои што ќе ги прераскажувате додека пиете кафе со вашите колеги, со комшиките, како и да е убава вечер и гледате сите од сега. Чао, чао!